Добар ден на сите, почитувани представници на медиумите, благодарам на сите за присуството. На денешната пресконференција дозволете се осврнам на неколку актуелни политички теми кои што се случува во изминатите денови. Најпрво во однос на најавениот договор со Обединетото кралство, за кој што слушнавме од изјавите на премиерот и вице-премиерот дека всушност станува збор за два договори. Еден во делот на стратешка соработка и еден договор на заем. Првата работа што сакам да кажам дека сметам дека јавноста за жал, а ниту политичките субјекти, дали во парламентот или генерално во земјата, за ваков сериозен договор за заем немаат доволно детали. И сметам дека владата има обврска да излезе со детали во однос на овие договори, имајќи предвид дека ваква рамка за волкава сума на пари досега нашата земја не потпишала со ниту една институција, со ниту една влада. Станува збор за огромни суми на пари, камати кои што не знаеме колкави се, а кои ќе ги враќаат следните генерации. Прво неколку зборови за првиот договор за стратешка соработка. Апсолутно го поддржуваме. И нашата влада во изминатите години има подпишано еден договор за стратешка соработка со Обединетото кралство и сметам дека тоа е земја наш сериозен партнер во изминатите години и децении секогаш и во кризи кога сме биле, а и генерално во сите процеси за напредок на земјата, Велика Британија давала поддршка и тој чин, тој гест е за поздравување. И ние тој договор, кога ќе дојде во собранието за ратификација, ќе го поддржиме. Меѓутоа има едно прашање, кое што апелирам владата да го одговори. Имено на ABC News непосредно после самитот излезе информација дека откако Албанија го одбила договорот со Велика Британија да прима имигранти, имајќи предвид дека таков договор има со Италија, лидерите на Косово, Северна Македонија, генерално од Западен Балкан, кажале дека исто така не се согласуваат да има кампови за мигранти, но се отворени за тоа да се разговара. Упатувам прашање до владата. Дали навистина се спремни со Велика Британија да разговара за сместување на имигранти во нашата земја? Во однос на вториот договор, кога што слушнавме дека ќе има два договори, има многу отворени прашања, огромна сума на пари, 6 милиарди евра го надминува дури и нашиот буџет. Првото прашање е кој е потеклото на парите? Дали парите се британски и директно од британската влада или станува збор за фонд кој што е лоциран во Велика Британија, а располага со пари од некоја друга земја? Второто прашање е колкава е каматата? Дали знаеме колкава е каматата, дали владата знае, дали точно знае за што се преговара во овој период? Понатаму, дали е направена споредба со некој друг извор на пари? Дали е направена споредба со Светска банка, со некои други комерцијални инвестициски банки и така натаму? Дали е направена споредба на каматите? Ние докажавме и покажавме документи кога владата зема истако влада со влада заем од Унгарија, дека во тој момент кредитот, односно заемот, кој што можевме да го земеме за развој на општините од Светска банка, беше далеку поповолен од таа камата што ни ја даде Унгарија, 3,25%, дополнително одредени провизии за банките кои што ги делат кредитите. Следното прашање: зошто повторно влада со влада заем? Повторно преседан. Никогаш во историјата нашата земја не заемела на тој начин пари. Се поставува прашањето каква е транспарентноста во трошењето на тие средства. Очигледно е помала кога станува збор за заем, а ќе се спореди со заем кој што се зема од некоја меѓународна финансиска институција, например од Светска банка, Европска инвестициска банка и така натаму. Ние, например, за парите кои што стигна од унгарите нема и јавноста, ама апсолутно никакви информации. Транспарентноста е еднаква на нула. Кои компании ги земаат? На кој начин, по кои критериуми? По кои критериуми ги добиваат општините тие пари? Сметам дека се ова отворени прашања на кои што владата апсолутно
треба да одговори пред вакви договори да се подпишуваат. Би кажал дека, за жал, може да констатираме, имајќи го предвид овој втор дел за заемот, не за стратешкиот договор со Велика Британија, кој што ќе повторам го поддржуваме, но ваков начин на заем за вакви проекти дефинитивно ја белешат оваа влада како антиевропска. Не дека не знаевме и од другите постапки, и од тоа што се случуваше до сега. Меѓутоа, наеднаш земаме огромен кредит за брза пруга, север-југ, која што да, потребна е на земјата, но се поставува прашањето како стана приоритет. Суштината на железничкото поврзување и нашата геостратешка позиција на Македонија како земја е во тоа што ние сме крстосница и суштината е да се развиваат двата коридори, и 10 и 8. За жал, коридорот 8, кој што, за разлика од 10 кој што поминува од север на југ, коридорот 8 оди од исток на запад и не спојува и со Црното и со Јадранското море, владата тој проект го откажа. Значи се става акцент само на еден коридор. Се постава прашањето дали има интереси на некоја друга земја тоа да се прави на тој начин кај нас. Понатаму да се земаат толкави кредити, при тоа да се блокира европскиот пат, е некоректно и непатриотски. Се задолжуваат следни кој знае колку генерации да враќаат милиарди евра за инфраструктурни проекти, кои што, внимавајте сега, како ги решиле земјите кои што се вклучија во Европската унија. Например, Хрватска. Од 2022 година Европската комисија и Хрватска подпишаа партнерски договор кој ќе овозможи на Хрватска да користи 9 милиарди евра грантови, значи неповратни средства од фондовите на ЕУ до 2027 година. Од вкупно 9 милиарди евра, 2,56 за ублажување на климатски промени, 2,5 за работни места и еднаквост, 1,74 милиарди евра за иновативна и паметна економија, 1,34 милиарди евра за транспорт, неповратни средства добила Хрватска од Европската унија. Понатаму во Хрватска во овие денови завршува националната развојна стратегија до 2030 и планот за санација од 21 до 23 година. Се однесува на обнова на железничка инфраструктура, а предвидува дека во следните 10 години ќе се инвестираат 4,5 милиарди евра за обновување на дури 750 километри пруга. Значаен дел од овие средства ќе бидат грантови, значи неповратни средства, гратис, кои што никој нема да ги враќа, од Европската унија. Бугарија. 11 милиарди евра од 21 до 27 година, договор за партнерство, Европска комисија со Бугарија. Покрај овие средства, дополнителни 32 милиарди евра Бугарија добива од европските фондови, неповратни средства. Од Европскиот фонд за регионален развој, социјален фонд, кохезионен фонд, фонд за праведна транзиција. Романија. Вкупната сума на неповратни средства што Романија ги добила од Европската унија за 18 години членство достигнаа 100 милиарди евра. Неповратни средства. Ете така се работи патриотски и така се сака државата. Кога има поволни опции, кога има добри опции, да државата расте, се развива, се посега таму, а не по комерцијални кредити, со кои што задолжуваме генерации и генерации да враќаат огромни суми пари, камати, кредити кои што го ограничуваат фискалниот простор и кои што апсолутно нема да дадат можност да се прават други капитални проекти во нашата земја. Ја слушав изјавата на премиерот вчера, некаква прогноза даваше за локалните избори и сакам да го кажам следното. Очигледно е дека чаурата на власта во која што оваа власт се наоѓа е се потесна. Не се свесни за револтот и гневот кој што луѓето го чувствуваат заради многу работи. Заради платите, заради трошоците, притисокот кој што го прават на фирмите, немањето поврат на
ДДВ револтот кој што се излева на улиците поради настанот и трагедијата во Кочани, во која што загинаа 62 деца. Никој не ги примил и сослушал родителите. Имаат многу што сака да кажат и да побараат. Не го поддржаа нашиот закон, кој што немаше апсолутно никаква политизација на случајот во Кочани, едноставно задоволување на потребите, реални, секојдневни, на семејствата кои што се соочија со жртви или со повредени во трагедијата во Кочани. И сето тоа е реалната слика во земјата. Како ќе биде резултатот на локалните избори, тоа само може да го кажат граѓаните и ќе го кажат во каква Македонија сака да живеат. Дали ваква на периферија на Европа, задолжена до гуша со камати кои што ќе враќаат кој знае колку следни генерации, или просперитетна и европска Македонија. Ви благодарам.